број 2. Ќе го прочитам Псалм 114. 114 од Псалм вели вака: Кога Израел излезе од Египет, домот Јаковов, од тук народ, Јудеја стана Божјо светилиште, Израел област негова. Морето виде и избега, Јордан се врати назад, горите се разиграа како овни и речињата како јагниња. Што ти стана тебе, море, па бегаш, и тебе, Јордане, па назад се враќаш? Зошто се разигравте, гори, како овни и вие речиња како јагниња? Трепери земјата пред лицето на Господ, пред лицето на Бог Јаковов, кој камен претвора во водно езеро и карпа во воден извор. Нека да испееме слава на Бога и песната број 58. Бескрајна светлост свети знам во Словото Твое, од Него мудрост даруваш единствена за нас. 58 број.
заслуживме најтешка смрт, ни даде живот нов. Со плод чиј вкус е плодот од мед и меден сок, од мед и меден сок. Со Твоите свети зборови управувај не Ти. Помогни ни, Ти во нас, Ти давај ни во секој час од Твојата благодат, од Твојата Ќе замолам да се исправате за молитва. И ова прекрасно неделно утро, Господи Боже наш, доаѓаме овде одново да примеме од Твојата благодат, соберени во името Твое, околу Словото Твое, Те прославуваме Тебе за тоа што Ти единствено си достоен за секоја чест и слава, во секоја време и на секоја место. Ти благодариме за тоа што Ти не водеш и во изминатата седмица, во најразличните искуства кои ги имавме, Ти ни објавуваше Твојата добрина и Твојата милост, држејќи ја испружена својата рака за секој еден од нас да може да се држи за неа, да се фати за неа, да му биде помогнато во право време и на право место. Ти благодариме за Твојата верност која искажуваш кон нас секој ден одново и одново. Ти благодариме за тоа што смееме да се надеваме на Твоето присуство и во овој час и да Те молиме во исто време, Господе, не само за нас овде да не благословиш, да ги водиш нашите мисли и нашите срца, додека го слушаме и размислуваме за Твоето Слово, додека пееме и се молиме, туку и насекаде каде што во утре се собираат во името Твое. Дали двајца или тројца или во поголем број, Те молиме, биди помигенив. Нека Твојот дух ги води, ги упатува, ги насочува, да ги доведе на вистина до моментот каде што секој ден ќе може уште еднаш да каже и да потврди дека Те сака Тебе, дека Ти верува на Тебе, дека одлучува Ти да го водиш и да го управуваш неговиот живот. Те молиме, о Боже, не одминувај ги за болните кои ги имаме по болниците или по домовите, за оние кои се нажалени, разочарани и осамени, за оние кои се сами и истоштени во својот живот.
На оние кои им отежнал товарот од гревот нивен, те молиме погледни милостиво, бидејќи ти најдобро ги познаваш потребите на секој еден. И затоа те молиме сподели според нив на секаде, каде што човекот се надева на тебе, очекува од тебе и повикува кон тебе. Те молиме и за земјата во која живееме, и за власта која си дозволил да имаме, ти да управуваш и со неа и преку неа, да дадеш, Господе, навистина секој ден, таму каде што е да го бара Твојот име, да ја бара помошта од тебе, секој ден да може да разбере дека без тебе навистина животот нема вредност и се е суета. Затоа те молиме, давај неопходната мудрост таму каде што е потребна, благоразумноста да биде присутна, срцата да гледаат кон тебе и да очекуваат од тебе. Те молиме и за земјите кои страдаат од војни, поплави, земјотреси, од разни други непогоди, ти да погледнеш милостиво и таму. И таму, Господе, очите да се упатат кон тебе, срцата да се подигнат кон тебе и во нивната ситуација да те бараат тебе, за да ја доживеат одново Твојата помош и Твојот благослов. На тебе смееме се да препуштиме, препуштајќи се ние од Твоето водство и сега во овој час. Те молиме послушање и водење заради името на Твојот возлюбен Син, а нашиот Спасител и Господ Исус Христос. Амин.
За ова утро со помошта Божја сакам да размислуваме на темата реки што треба да се преминат. Сега ќе прочитам уште еден краток текст кој се наоѓа во книгата на Исус Навин, во 3 глава, 9 до 11 стих и 13 до 17. Книгата на Исус Навин, 3 глава, 9 до 11 и 13 до 17 вели вака. Исус им кажа на синовите Израелови: дојдете ваму и чујте ги зборовите на Господ вашиот Бог. Уште им рече Исус: од тоа ќе дознаете дека меѓу вас е живиот Бог, кој ќе ги изгони од вас хананците и хитијците, евејците и перизијците, гергесејците, аморејците и јевусијците. Ете, ковчегот на заветот на Господарот на целиот свет ќе тргне пред вас преку Јордан. И штом нозете на свештениците кои го носат ковчегот на Господарот на целиот свет ќе стапнат во водите на Јордан, водата јорданска ќе се прекине, а водата што тече од озгора ќе запре. И така, кога народот тргна од шаторите своји за да го мине Јордан и свештениците го понесоа ковчегот на заветот пред народот, тогаш штом оние што го носеа ковчегот влегоа во Јордан и нозете на свештениците кои го носеа ковчегот се наквасија во водите на Јордан, а беше време кога Јордан во текот на целиот период на жетвата на пченицата се излева од своите брегови. Водата што течеше од озгора запре и се претвори во карпа од далечина на многу големо растојание кај градот Адам, кој се наоѓа во пределот Царетан, а водата што течеше надолу истечуваше кон Арабиското, односно Соленото море, се додека не истече до крај. А народот премина спрема Ерихон, а свештениците што го носеа ковчегот на заветот Господов застанаа на суво среде Јордан. И сите синови Израелови преминуваа на суво, додека целиот народ него премина Јордан. Браќа и сестри, драги присутни, овој изводок од книгата на Исус Навин опишува еден од највпечатливите моменти во библиската историја. Еден, затоа што велам дека има и други, кои се многу впечатливи, и ово е еден таков помеѓу нив. Преминувањето на реката Јордан. Ова не е само физичко преминување, туку длабок духовен чин со неколку клучни пораки кои ги содржи во себе. Таа порака или тој текст со кој се среќаваме овде во Исус Навин. Верувам дека ќе сетите на слична ситуација кога израелците друг пат преминуваа преку вода по суво. Да, тоа беше моментот кога Бог ги премина по суво преку Црвеното море. Ова не беше прв таков случај. Но посебно впечатливо заради тоа што овде гледаме како и природата, тоа што е создадено, не е човек, го слуша гласот Божи. Се подчинува на гласот Божи. Зошто? Заради тоа што тој е создател на се што постои во Вселената. Видливо и невидливо за нас. И се му е подчинето на него. Нема нешто или некој што може да му се спротивстави. Исус Навин ги повикува овде во текстот израелците. На еден начин на кој што тоа често се прави во Словото Божјо, во историјата нивна, кога Бог има да им порача одредена порака или им упатува зборови. Шма Израел. Што значи слушај Израеле, слушај внимателно.
И така Исус навини сега ги повикува: чујте ги зборовите на Господа, пристапете. Значи, дојдете, пристапете, доближете се, како што и ние се доближуваме денес до Словото Негово. Доаѓаме, го взимаме, или седнуваме пред Него, стоиме пред Него, се чита и го слушаме. Чујте, слушнете ги зборовите Господови. Тоа е всушност и еден од предусловите за човек да може да верува. Како доаѓа верата? Апостол Павле вели преку читање и слушање на Словото Господово. И кај пророк Исаја вели, како ќе слушнат, ако нема кој да им каже, да проповеда? И затоа се потребни и проповедниците. Односно, секој еден човек кој го слушнал Божјото Слово, таа добра вест, од него се очекува да ја пренесе понатаму, доброто да го споделува. Затоа да се шири се повеќе и повеќе и да стигне до другите срца. Живиот Бог помеѓу вас. Пред да се случи чудото, Исус Навин нагласува дека целта на овој настан е народот да се увери дека живиот Бог е меѓу нив. Зошто беше тоа потребно? Зарем тие не беа веќе убедени 40 години талкајќи низ пустината, доживувајќи ги разните чуда во Египет и низ пустината. Па повторно да се уверат. Заради тоа што постарите генерации кои излегоа од Египет веќе изумреа во пустината. Ова беше млада генерација. Луѓе, повеќето од нив кои не ги доживеа чудата во Египет и минувањето преку Црвеното море. Туку млада генерација која се роди во пустината. И сега стојат на прагот од ветената земја. Пред да влезат во неа, стојат пред една огромна препрека. Јордан со сета своја сила тече. Вели, водата се прелеваше преку бреговите. Која е духовната врска со нашиот живот? Оваа случка. Така како што израелците стоја пред прагот на ветената земја, така и ние, и секој еден од нас стои пред прагот на небесното царство. Но пред секој еден човек на оваа земја се испречува една огромна препрека. Јазот на смрт. Како да се помине? Како да се надмине? Не е можно, не е замисливо тука неколку милиона народ да го поминат Јордан и сите да останат живи. Кој со света своја сила тече. Потребно и неопходно е Божјо дејствување. И Бог не го остава својот народ, не го остава оној кој се надева на Него, кој го слуша Неговиот глас и му верува. Така и пречките во нашиот живот кои се подигаат, препреките кои Сатанот ги поставува и со кои се срекаваме во нашиот живот, Бог сака да ги отстране и да ги подигне. Да не пренесе од едната страна на другата и тоа на сигурно. Да ги пренесе посуво. Значи чудото не е само за олеснување на патот, туку за потврда на Божјото присуство. Верувам дека во нашиот живот не само една препрека се јавува додека сме на оваа земја, туку многу пречки во различни ситуации во нашиот живот се појавуваат. Но кога се држиме за Бог, тој е верен и силен и моќен да ги отстрани тие препреки. Многу пати сум го доживеал тоа врз своја кожа во мојот живот, верувам дека и вие сте го доживеали. Како сте наишли на некоја препрека, не знаете како да ја совладате, како да преминете, од другата страна, каде што ќе олесни вашето срце,
каде што ќе се смири и ќе се стиши. Почнувате се молите, барате од Бог и можеби се уште не ги имате отворено своите очи или не сте ги имале, одговорот веќе стасал. Бог е отстранил препреката која била пред вас. И тогаш на срцето му олеснува. Тогаш нашиот дух се смирува и се појавува благодарност во срцата наши за тоа што Бог го прави. Во каков Бог веруваме? Силен и моќен да помогне во секоја една ситуација, да спаси и да избави и да пренесе од другата страна. Ковчегот на заветот како претходница треба да оди пред да израелците да поминат. Тој ковчег го символизира Божиот престол. Во тој ковчег се криеа камените плочи кои Бог му ги даде на Мојсија со 10 заповеди. Се криеше патерицата на Арон која процвета како знак и потврда од Бог дека тој е избран од Бог. Покрај сите други кои се бунеа и мислеа дека и тие можат на истиот начин да го прават тоа што го правеше Арон. А всушност Бог го потврди Арон за свој избраник. Ковчегот го представуваше Божиот престол. Преку него Бог ја откриваше неговата милост. И подоцна кога се изградува храмот, читаме во Словото дека тој ковчег беше поставен на крајното место во храмот, позади една завеса, каде што свештеникот или првосвештеникот влегуваше само еднаш во годината да се застапува за народот и да се моли за опростување на нивните гревови. За милоста Божја. Преку тој ковчег Бог ја откриваше својата милост. Таму беше Божјото присуство. И читаме на други места во Словото Божјо, таму каде што беше присутен ковчегот и луѓето го почитуваа, наследуваа благослов. Таму каде што луѓето не го почитуваа, живеат Бог, а Божјиот ковчег беше присутен помеѓу нив, таму тие наследуваа проклетство. Бог го ја објавуваше своето присуство преку тој ковчег и ја покажуваше својата милост. Што е за нас денес тој ковчег? Преку што или кого Бог ја покажува својата милост на нас денес? Ние не можеме да се фатиме за тој ковчег или да застанеме пред него и да се молиме таму на Бог пред него. Господ Исус вели дека денес од неговото доаѓање па наваму, дека вистинските поклоници на Бог ќе му се молат во дух и во вистина во секое време и на секое место. Не е потребно повеќе таков материјален ковчег, но тој ковчег во духовна смисла е всушност самиот Господ Исус за нас, преку кој што Бог ни ја открива и покажува својата милост. Преку него добиваме благодат врз благодат, вели. И Бог не спасува. И ни помага, и ни се открива во него. Тој оди прв. Ковчегот треба да биде однесен прв од страна на свештениците во реката Јордан, што покажува дека Бог е оној кој го отвора патот. Тој оди напред. Господ Исус Христос го отвори патот наш во небесното царство. Тој умре, да, но и воскресна од мртвите, отварајќи ни го патот и на нас, велејќи ни, ете, јас сум жив, секој што верува во мене, исто така ќе живее. И да умре, ќе живее. Зашто јас, вели, ќе го воскреснам во оној славен ден. Тој го отвара патот и не води напред кон небесното царство. Уште едно нешто што треба тука да го знаат израелците. Народот не освојува земјата со и ниту еден човек во царството небесно на силата или со некоја човечка земна власт. Тоа не може да се купи со пари, не може да се купи со знаење,
Не може да се освои со сила. Туку единствено, со послушност, со вера в Исус Христос. Се отвара врата на небесното царство. И затоа Бог пали од искреност и од секој човек днес. Вера, кој се покаже на тебе. Вера кој се покаже на тебе. Што гледам овде во текстот? Што слушам? Водата не престана откако Бог ги кажа тие збори. Препиши стави да се гледа. Тука имаше еден предуслов. Прво свещениците треба заедно со ковчегот да тргнат напред. И кога нивните нозе ќе стапнат во водата, тогаш таа престана. Ќе биде одделена река. Не е претходно. Затоа беше од вера. Гледајќи разведената вода, со вера да стапне водата. Значи, не треба да чекаме нито они, нито ние, прво да се решат сите проблеми, после ќе го веруваме, после ќе го служаме, после ќе одам во црква, после ќе накам ова, она или друго нешто. Бог сака верност. Со вера да ќе ходи напред. И во нашите си предвидени и движеници од небесното царство. Знаете и големи зборови и следејки и збори со прсти. И во тој момент вели во стапна и во водата, река престана да тече. Таму далеко некаде град вели издигат како карта. А таа што беше кај нив, продолжи да тече надолу се дојде да истече цела. И остана со земја. Имаме многу примери од Словото Божјо, а и во човечката историја, кои што можеме да ги земеме за откривување во нашиот живот, за поттик, за мирење, за оседење, и со вера да го стапуваме и да го служиме на нашиот Бог. Има уште многу нешто што може да се каже од овој текст. Много нешто што може да научиме. Најпак овој текст научи дека кога се соочуваме со обидетите реки во нашиот живот, треба да оставиме Божјото панство со доверба. Дури кога првиот чекор изгледа како каза од малку вода. Кога Крис Мекинтес се упатил по дивината на Аляска, имал намера да се врати. Но реката е плани дека преминал во април, долго пред летното топење на мразата е предстои по микроводен поле. По неколку месеци останување без стан, Мекинтес не можел да се врати назад. Рекате тоа на моите. Тој човек бил американец во 1990 година. Тој ја додивал сета своја заштедевина од околу $24 и земајќи се за малку хранење и острови работа, много препад и зајасно. Но не можел да се врати назад. И после неколку месеци научи и го пронашла неговото материјал. Тоа е слика за луѓе кои се обидуваат сами, без Бог, да ги преминат големите Зашо тоа нема? а истите да се пали.
Тоа е слика за ситуација што се случува да ја преминат и реката на смртта. И барат разни начини во овој свет, научни, как кажи, да преминат од другата страна на животот на заштитената вечност. Без Бог, без Исус Христос, секој таков обид завршува катастрофално. Без Него не може да бъде живот. Без Него не може да влезете од Царството небесно. А без Него не може и истински и помине време и нашето животно на земја. Народот потребен Израел се соочува со пресилно преминување на реката за да влезе во обетената земја. Бог рече да се стави денес почнува да биде посветено пред очите на целиот Израел за да знаат дека бидел со тебе како што бе со Мојсија. Бог пред тоа авторитетот на Мојсија не се стави пред очите на сите. Но секој од очите свештениците зачинорија кој дојде водата, што доаѓа со озгора, застана и се издига како нас, целиот народ преминал преку силното корито на реката. Со Божјата помош и прибавило вас. Исус ни помага да минеме секоја река, па и последна. Поедено десно, на крајот на рекот на Јордан, и своји само на едната страна. Од другата страна е вечност. Прашањето зашто се држи и што се повикува за да биде пренесен и стигнато од другата страна. Токму за тоа дојде Господ Исус. Да ни подаде рана и да не преведе преку таа река од земното во небесното. Од одмирливото и распадливо, вечното и нераспадливо. Еден друг пример на верата во Джордж Милер. Тој човек бил еден човек кој во 19 век во Англија се служил за идатници сирачи. Неговиот принцип бил никогаш не вади пари од луѓето и само. Тој принцип на кој се држал во својот живот. Ето утре во домот за сирачење немало да ни троши храна. Ниту пари, а 300 деца чекаат која. Кој го чекува во водата? Наместо да паничи Джордж Милер, тој ги седнал децата пасите, ги поставил чиниите и чашите и кажал да ги стижал молитва на благодарност за храната што е нема. Молитва на благодарност за храната што е нема. Апостолот во посланието до Евреите е казал дефиницијата за верата вели: верата е црста убеденост во она што не угледаме, исто како да угледаме пред нас. Црста убеденост. Нека тоа е верата. Веднаш со молитвата вратата запнато пега од тоа место. И тој им рекол дека не можел да спие цела ноќ. И почувствувал дека треба да испише 3 питори лед. И да им поднесе да дадат молитва. Веднаш со пренастан, млекарот минувал од тому, токму пред нивната врата се цикнала тоа. За да не се разкри времето што е цел ден таму да се поправи колата, тој решил да им го подари да се речињата водата. За кратко време дојде име. Кралото се која да додаде времето. Бог им дал.
За река која требало да се напи, кој е Бог. Некој да може, што да се не лајдинка, која е мала девојка за време на Првата светска војна доживела различни искуства, односно искуства на тоа како да се грижи за другите, како да се да го запази. Езијата тато, езијата фамилија, приема едви и се обидувал да спаси што повече. Да не биде да Бог. За некоја време, кој Бог, заедно со неговото семејство, завршиле по Холокаустот. Во концентрационен логор, каде што ја изгубила својата сестра. Овојната проповедала за Божјата милост. Еден ден во нејзината, овој во нејзината проповед, сега пристапал човек кој бил еден од најсуровите чувари во логорот кој што била претходно таа затвора. Тој се приближил и ја подлал раката и побарал простување на неа. За сето тоа што е направено таа. Кој Бог почувствувала парализирачна образа за себе. Како да се скамелила, не може ништо повеќе да направи. Раката и било по-долу, тешка да се лига. Знаела и го свеста дека самата не може да носи. Река која не може самата да ја помни. Се помоли од Него. Господи Исусе, јас не можам. Те молам, дај ми Твоја вера. Кога механички ја подала раката, почувствувала како низ неа има струја на надприродна сила. Сила што не излегувала од неа само. Таа река на горчино била пресечена со Божјата сила, овозможувајќи да премине во слободата на простувањето на нејзината сакрална слобода. Река која не може да само да ја помни. А има и такви моменти во нашиот живот, не го знае Божјата да спомени во љубост. И тогаш смееме да бараме своје Господи. Не можеме тоа сами да го направиме. Но знаеме сила со неја потреба. Сега кога сум во толку млади години, не зборувал со мој другар, што прасната заедно да се подат во школа 7 години. Не зборувал. Како запознат Христос, го дојдов таму со црквата, со столото Него, видов дека тоа не е горе, но остана во таа подосигурана. Како сега на тој човек да го кажа за Христос? Се замисла од тази ситуација и се праве такава, доколку ќе седне со Него, како да не ни се слушаш. Тоа да зборувам, да се доближам, да се спомнам со Него. Се лови. Подолго време. Бог да ни даде прилика, ситуација, каде што ќе можем да го направам тоа и кога ќе можем да се спомнам со Него. Тој момент и дојде. Дојде, може да се помине. Но не со своја собствена сила, токму преку силата која што Бог е подадена и во светот која таа е потребна. Не тогаш кога ние се замислуваме дека најдобро, тоа што Бог го одбира време. Тој дава и Божјата сила за тоа. Мајка Тереза е сретал некој човек како да обясни неговата човек и му изчисти раните, целите за гроени и кога срањето побило се тоа и рекол и $1,000,000 ми дават, нема да направам место. Не може да направам тоа.
Там рекла, и јас тоа да рекла, може би повеќе така треба се напише. Но јас исто така не можам. Но заради Христа го правам тоа место. Следен пример спомнам, тук завршам. Рекла, кој треба да се помири Божија, или да се премири, никој ичиш. Некој вас што велите за него, ичиш нешто, и треба да предвидим си друго. Тој роден во Австралија, од Хелстечев, има своје семејство, жена, деца, роден без разе, до тука и без нозе, до колкова. Неговите родители христијани. Кога оделе претходно пред да се породи мајка, на контроли на фактор, никаде на никој една слика не го открио дека дете нема разлика. Никаде не имало никаков знак. Кога се родело детето, родителите да решили. И како расколо детето и тоа се прашувало зашто баш мене се случува. Зашто јас? Обштеството и неговата физичка состојба му кажувале дека неговиот живот нема вредност. Познавајќи тие прашања на себе, се соочил со реката во својот живот. Река на оче која го навела на опит за самоубиство. Уште како мало дете. Но Бог не дозволил да се случи. Што го планира? Тоа дете дошло да му верува на Бог, дека Бог има посебен план за него. Така пошол постојано за Бог. Чудото кое е? Денес тој човек е еден од најпознатите мотивацијски говорници во целото. Неговиот живот е живот кој е жив доказ дека реката на физичките ограничувања не е прешка за Божиот действие во еден човечки живот. И на тој начин Бог може да го употреби за слава на Неговото име, за славата на носите. Тоа е заедничко за сите овие што ги спомнам. Тие не чекале реката да пресучи пред да тргнат. Тие тргнале додека водата била напука, верувајќи во карактерот на овечки и повикот. Како што вели Исус Навин, 3 глава 18 стих, понекогаш треба само сврстно да заставиме сред нашата ситуација. Да школи и да заставиме сред. Па и ние да служиме како столови, преку кои другите продолжат да се движат. Како што беа посвещениците во река. Кои даваат една сигурност да тие кои мируваат. Се додека не поминава. И да гледаме како Бог го направи да се направи. Бог сакал секој ден од нас е вера, која се кажала на дело. Како нашата доверба во Него, и преку да се убај, следи право нашето живот. Во секоја ситуација, да го бараме на Него, да му се покроваме во Него и да го слушаме Неговата глас. Верувам дека нема да има река, што нема да може да види. И Бог, своја време, го даде својот одговор и кажа од својата душа. Во Исус Христос, тој не уверен во тоа, не го потврдува тоа. Нека да го верувам, да продолжим да наследиме и да го служиме. Седовите да помаме оваа земја, додека стигне во вечност, да се кошта биде заедно, да се прекрасен Господ, спасител, живот, Исус Христос.
Тезало да се справя. Толку прекрасна рапорта става Господи. Во која некој многу примери сакаш да не опреврши потребни нас. А ти љубове, имам отворено ума за гласа на Твојата Слово, да се предаваме на Тебе, не дозволувајќи да бидеме спашени од реките во нашиот живот. Познаеме секоја ден да Ти стоиш на реките. Сега да Ти реките под Твојот глас. И да Ти, Господи Исус, ги измируваш во римот и ги разгледуваш на Тебе. Ти можеш да планираш да поместиш во сето тоа Бог. Ке молиме за престување, поверата на нашата. Помагај да се разбере, Твои слуги и Твои светеници. Пазејќи оно што Ти си има за тоа, за која Ти се надуваш. Отстранувајќи се од сето оно, за која Ти не веруваш тоа што не прави. Ке молиме, помагај да биде истински Твои светеници и Господар ги дава нашите светеници. За името на нашиот Спасител, Твојот Господен Исус Христос. Слушајте се. Нека продолжение да сте заедно с 290. Да биде солиден Бог, неки бидам сам, да биде солиден Бог, значи да се управя. Преку темни облаци сјајат и да разложи, да биде солиден Бог, неки бидам сам, да се ева.
ставаш пред. Три, четири. А на душата своја и на сокол. Марко 8:36. Да. Значи нема никаква полза, сега се да го разбиеме, ако искате своја. Сега со информација денес во Троица повторно заедничко делење на суд, вториот дел од Котоцилјава, што старти, изложила седното време, преку на повторно, за да помаѓате на црквата, после днес повечето се така мора да се придружат. Првиот гледано време, вториот. Трябва да ставаме до сада 40. Сој сака повторно да се Исто така да се каже дека има иницијатива од целиот свет на нашата црква, на тоа е поддршка на студентите по теологија. Има некои студенти во одредени земји, а дури и кај нас, кои што сакаат да студираат теологија, но нема доволно финансиски средства за нив за да се поддржи нивното студирање. Поради тоа е повикано на собирање специјални посебна колектка од сите наши заедници во цел свет, сите тие парични трансфери ќе бидат испратени и ќе послужат за поддршка на такви студенти во нашата црква. Ако нема можност, сознато, особените или нивните одбори не може да направат тоа, заради тоа што нема доволно финанси. Ние во Троица веќе го направивме тоа. Крајниот рок е 17 мај, каде што овој ќе заврши тој алгебра ќе го затвори и од секој ден добро и од секојата заедница да постави знак на солидарност, меѓусебна поддршка, од тоа предлагаме и следното недавно ќе го подешено да се собере таква колектка, тоа е потоа ќе биде испратена заедно со сите што ќе собрани до 12 мај, ќе биде испратена верска што одгасите на терен таму каде што има вода. Сада од Република од секоја добавка мислила следното голема, следното најава, колку што може, колку што сака се рада да нема одредена сума или одредена сума, да поддржи таа идеја и да помогне во поддршката на едуцирање на студентите. Во други факти што да се полесна, не да забраваме нешто. Нема друго. Безволно да се справиме. Е следаме тај првото стапија, нешто бе 596, завршено во главата. И тоа не ќе биде нешто што ќе не прекопи и за понатаму, нашите студенти. Кога бури, животот е напред.
Благодата нашата Господ Исус Христос и љубовта Божја и заедноштво на Светиот Дух нека бидат да станат со сите вас сега за секогаш. Амен. Това е да завршим. Така вам да благодарам за това, че сте слободни, както остане.